Екипата на Fairplay е во домот на Христијан Бузалковски. Имаме одличен повод, би рекла, за овој разговор и посета, заради тоа што тука всушност се подготвува тимот и моторот за сите настапи. Затоа во оваа прилика разговарам со Никола, кој што му е брат на Христијан и е задолжен за техничката подготвеност на моторот. Никола, здраво, како си? Здраво, супер. Благодарам вака што ги отворивте вратите од вашиот дом и веднаш сакам да ми раскажеш како ви помина овој викенд со оглед на тоа што веројатно на најдобар можен начин ја започнавте. Па да, оваа сезона во БМ Европскиот шампионат ја почнавме одлично со 2 победи од 2 трки. Се надпреваруваме во која категорија? Во категоријата F6, кај што ја браниме титулата од ланската година. За следни добри трки потребно е пред се и моторот, а и Христијан да бидат во одлична форма, а сега ние да видиме како вие се подготвувате. Може? Еве го новиот мотор со кој што сезонава Христијан Бузалковски се надпреварува, па редно е да ги слушнеме неговите основни карактеристики, така што еве раскажи ни малку за моќноста на. Ова е мотор од 600 кубични сантиметри, кај што Христијан го вози во спецификации со класата. Мора да е под 600 кубика, мора да машината не е работена на него, мора да е стандардна. Има промени во амортизацијата, промени во електрониката, има специјални гуми што се водат исклучиво само на стазата. До која брзина може да развие овој мотор? Колкава? Се зависи од која стаза возиме и по тие мерни единици ние што ги имаме, овој мотор во зависност од стазата од 235 до 255 км на час развива на стартна целна рамнина на стаза. Љубовта кон моторите, па до некаде и желбата за надпреварување, логично е да ја има кај Христијан и да постои, затоа што има од кого да ја наследи, така ли е? Кажете ми како сето тоа оди, дали навистина вашиот ген го влече Христијан за оваа тема? Изгледа дека е така, изгледа дека го влече генот од мене, мада јас пошто сум цел живот со мотори, јас бев голем противник да се трка со мотори. Кога решија он и неговиот брат, нели, да се занимаваат со тоа Христијан да се трка, ние мислевме дека ќе им помине тоа, дека и тоа како еден младалашки сон, како да кажам. Меѓутоа кога видовме дека тоа навистина почна да се реализира се повеќе и повеќе, никако бевме против, но меѓутоа не може да го спречите барем за мене, своето дете, да се изреализира во своите соништа, затоа што утре, не дај Боже, ке рече, вие сте криви што јас не се изреализирав таму и таму. Подобре онда проба и да види дали може. Ако сгреши, сам ке сгреши. Фала Богу, не сгрешил, нели до сега, и дај Боже тоа и така да е понатаму да го прати среќа. Верувам дека ќе го прати, тоа е многу храбар лик, не дека е мое дете. Меѓутоа, вистина е премногу храбар, а вика дека среќа да ги прати храбрите. Какво дете беше Христијан? Како би го опишал неговиот карактер? Каков карактер? Диво дете. Не сакаше да губи, секога сакаше во све да победува. Дури со компјутерот кога играше игри, се расправаше со компјутерот кога компјутерот ќе го победеше. Така да уште од тога се гледаше дека е борбен, дека сака да победува, дека сака да оди напред. По природа е мирен човек.
Ако не е на мотор, ако е на мотор е веќе друг човек. За него не постои онаа парола, битно е да се учествува. Значи, за него мора да се победи. Тој знаел неколку пати со скршена нога да вози, да биде прв, или пак раката еднаш му беше скршена, па тука го извадија гипсот. Докторот му рече дека 6 месеци треба да мирува. Тој веќе после 3 дена го извади гипсот и отиде да вози и повторно беше прво место. Значи, такво е детето. Дали ти се стресни трките на Христијан? Многу е стресно. Стресот е ист како првата трка, така и последната трка. Додека е тој на стаза, Ја гледате трката? Ја следите? да. Сигурно ја гледаме трката, ама стресен е почетокот, додека се тргне, додека се стартува. Тој се трка веќе 9 години, меѓутоа секоја сезона и секоја нова трка јас ја доживувам како прва. Стресот, значи, преовладува многу. Меѓутоа гледам што е можно да не влијам стресно на нив, бидејќи стварно сум многу захтевна. Пробав 2-3 пати да отидам на трка, меѓутоа не ја гледав трката. Или ќе влезев во кола внатре, ќе се затворам, бидејќи она пиштење на моторите, не знам, некако адреналински влијаеше и на мене. Или позади некои решетки, така малце ќе дзирнам што се случува. И Оче наш, мислам со верба во Господ. Дека се ќе биде окей. Така, дека се ќе биде окей. Само така никако ги пребрудував трките. Прошлата година кога бевме во Гробник, падна со голема брзина, падна кај што не очекувавме дека ќе падне. И во тој момент вие што? Во тој момент прво слушам по радиостаниците судиите што се таму, што кажуваат. Кажуваат дека моторот е искршен, ама возачот е добар, тогаш веќе не ме интересира ништо. Како сака нека биде моторот и нека биде искршен и све, важно он е здрав. Овој дел не е фарбан и не го фарбавме намерно, затоа што тука кога падна, го искрши овој дел и овој ни е оставен за малери. И така е заокружен, за да не рече некој зашто сте го заокружили ова или зашто не сте го направиле све ова. Све е убаво направено, а ова ви останало така. Само ради тоа. Ова против малери, а и тука ќе евидентира тука камерата, имаме и- ова е всушност Амајлија, така? Да, тоа е негова Амајлија, некој он ја начин- вози на сите трки ја носи. Да, тука си стои. И му носи среќа. Да. Зошто е овде неравно и ова е умирано на некој? гумена, ова е гума и спакната со тоа што кога држи со нозите, да може да го притиска резервоарот и за да не го исфрли моторот. Со ова он го балансира моторот, нозите му се залепени за да не му лизга од мазните Помага делови. за Да. Тоа му е многу потребен елемент, што некој ќе рече што е ова што сте го ставиле. Не е, све што е ставено на моторот е нешто што треба. Оваа сезона решив малку да бидам онака по релаксирана и на нив да не им правам толкава пресија. Решив да не ги прашувам. Од прилика знам кога е трката, ќе се јавам, кажам кога се трка и они така малце може ќе ми исполажат. Па не знаем 11, 12, не секира, ние ќе ти пишеме кога ќе биде се во ред. И така гледам да сум порелаксирана, некаде да излезам со другарки, негде на ручек или кафе. Вниманието на друго место да Вниманието бидете, да го да. пренасочам на некое друго место, на некоја друга насока, за да можам некако да преживеам. Баш пред почеток на трка, моторот не функционира. Не сака да запали. Сте имале таква ситуација? Сме имале таква ситуација кога почна со 125 кубика. Пред настапот на трката моторот зариба. Ние најдовме друг мотор, имавме саат време да го спремивме, наместивме, трчавме, истуравме делови, алати, клучови, све живо. Моторот до самиот почеток не запали и кога стартуваше трката, после тоа он запали. Но веќе беше денот не бил за возење, така да се повлековме и не можевме ништо да направиме. Дали никогаш си го видел да биде во ситуација каде е многу разочаран, да сака да се откаже и да рече не се надпреварам повеќе, не возам мотор?
Па разочаран да, ама да рече дека нема да возам, тоа не се десило до сега. Христијан Бузаковски, Краснодар, Македонија. Македонска химна, знаме од толку возачи, од 120-130 возачи да се пее нашата химна не е баш едноставно. Интересно и многу убаво. Дали верувате дека оваа сезона, па се надевам и следните, Христијан ќе успее да ја одбрани титулата и да биде повторно? Па мислам дека ќе ја одбрани, мислам дека ќе ја одбрани затоа што напорно, премногу напорно вежба. Се надеваме дека све ќе биде како што треба, дека ќе имаме среќа, зашто таа е во секој момент најважна, зашто ако немаме среќа не иде работата која што треба. Меѓутоа се надеваме на најдоброто, да не прогнозираме предвреме. Поважно е да се има добар мотор, добра машина или секој пат најважен и клучен е возачот? Па мислам дека и машината и возачот се мора да бидат 50-50. Не преовладува ни едно од тие, 50-50. Мислам дека и моторот треба да биде добар и возачот треба да бидат една целина заедно. Значи ако е моторот прејак, а возачот е послаб, има проблем. Ако е возачот прејак, а моторот послаб, пак има проблем. Значи мора да има еден баланс.